Се додека судски предмети со години се чуваат во фиока, правосудниот систем ќе тоне се повеќе, оценуваат правните експерти. Според нив судството се уште е длабоко притегнато во канџите на политиката. Судовите имаат проблем од притисокот што го имаат од актуелните политички носители на власт да не носат или да ги успоруваат носењето на одлуките или едноставно да застарат, ќе стават во фиока. Имавме и стотици предмети до сега во изминативе години, кај што ќе застари предметот и автоматски нема дури ни кривична одговорност. Си постојат надлежни институции кои што треба одговорно да се ги вршат своите работи, да не застаруваат предмети, да не остануваат во бројни заборавени фиоки. Она што загрижува, потенцираат експертите, е дека народот се повеќе правдата ја бара преку протести на улица, и тоа ќе стане се почеста слика не само кај нас, туку и во соседството. Казнивост и одговорност мора да има. Народ излази на улица онда каде институција не ради. Просто е тако. Кога институциите не работат соодветно, народот излегува на улица. Ако работат како што треба, тоа нема да се случува. Проблемите се слични и кај нас во Србија. Казнивост и одговорноста се заборавена работа. Инаку вчера, за затешкување на предметот на Сашо Мијалков за незаконското прислушување, беше разрешен судијата Енвер Беџети, кој е и на црната листа на САД, а за кого се води и предистражна постапка во ОЈО. Тој за затешкување на случајот на Мијалков веќе еднаш беше казнет со 20% од плата.